Така, денеска со председателот совет и со председателот на Сдруженијето и со раководството решивме да утрешниот ден почне заедно со пензионерите и да видиме и градските линии и нормално користењето на градскиот превоз и од страна на пензионерите, меѓутоа и општо во делот на општина Кавадарци. Од тоа што поразговаравме со уживо денеска и што сумиравме, значи активно се користи градскиот превоз. Пензионерите користат, да речем, максимално јавниот превоз и задоволството е на нивна страна без забелешки, со исклучок на некои ситни административни потреби за регистрација. Значи, точно се автобусите навремено, имаме доста линии. Од податоците кои што ги имаме добиено, некаде над 3000 пензионери имат извадено картичка за бесплатно возење на линиите на територијата на општина Кавадарци, а од јануари до сега се имат регистрирано повеќе од 13.000 пензионери кои што го искористиле јавниот превоз. Тоа е драстично зголемување во однос на ланста година, некаде со 8 до 9 пати повеќе. Тенденцията на користење на јавниот превоз и покрај скапото гориво, енергенси и скапиот живот, мислам дека е неопходен на територијата на општина Кавадарци. И можам да потенцирам да кажем дека овој градски превоз се користи и до сите линии кои што ги имаме исцелски и приградски, меѓутоа и внатрешните градски линии се од голем обем кои што поседува јавното предпријатие превоз Кавадарци. Од она што гледаме, машала веќе автобусите ни се преполни во одредени линии и термини. Можам да кажем дека на ниво на жител, по однос Кавадарци 37.500 жители, процентот на искористеност на јавен превоз е на големо ниво во делот на цела територија кај до некои има организирано превоз. Знаете дека очекуваме негде 3 до 4 автобуси да добиеме и од владата на Македонија, по премиер господин Кристијан Мицовски, веќе имаат размишлен тендер за набавка на нови електрични автобуси и со тоа уште подобар ќе биде јавниот превоз и покомотен. Така да користењето на јавниот превоз е на високо ниво, не само за пензионерите, него и за целокупното население, за лица ранливи категории се бесплатни, а за сите други граѓани е 45 денари во било кој правец. Субвенциониран од општина Кавадарци, че продолжува тој правец, мислам дека ова е правиот начин како да изградите во општество и јавен превоз за сите жители на општина Кавадарци да имат алтернатива во користење на нивниот превоз и нормално да биде тоа и безбедно што поевтино во општина Кавадарци. Големо моје задоволство заедно со градоначалникот и денеска со пензионерите, заедно со менаџерот на јавен превоз. Посебно задоволство ми е кога автобусите се полни во време на енергетска криза и економска криза, во време кога сакаме да си зачуваме еколошката средина Кавадарци да биде чисто, што помалку го користиме нашите автомобили, повеќе јавниот превоз. За таа цел денеска со пензионерите правиме со градоначалникот еден визитинг за искористеноста и начинот на нивното задоволство го има или го нема во однос на јавниот превоз. Рака на срце, бевме доста топло примени, сме задоволни од оваа услуга која воведовме за нашите граѓани. Еден куриозитет е тоа дека при разговорот со менаџерот во 2025 година во само 4 дена користење имавме 26.000 карти продадено. Тоа значи дека нашите кавадарчани го користат јавниот превоз. Тоа е големо задоволство и се надевам дека овој тренд на користење на јавниот превоз ќе продолжи во идно време. Во еден апел од моја страна до нашите сограѓани и нашите жители на општина Кавадарци, посебно до пензионерите, посебно до сите оние кои користат своите автомобили до нивните работни места, да го користат овој алтернативен начин на јавен превоз, затоа што во тој правец заштедуваме финанси, ја чуваме нашата животна средина и воедно инвестираме за поздрави генерации. Воедно при разговор самите пензионери ми кажа одредени насоки, одредени нивни забелешки во однос на самите картички, во однос како тоа да биде побрзо, ќе биде имплементирано од наша страна заедно со менаџерот тука за нас, така да сметаме дека ова услуга јавен превоз бесплатен за сите пензионери на општина Кавадарци од 1.1.26 година вроди со плод на севкупно задоволство на заедницата. Карта Така. извадов и го користам МБС и така испадна до болницата. Задоволни сте од услугата? Супер. Која релација најчесто користите на јавниот превоз?
низ градот до Батиш. болницата. Така. Ја и у Неготино живеам, така да често пати и другиот, ама тие нели не е бесплатен, али вашиот градски превоз. Нашиот е бесплатен, И така. да. Точни ли се автобусите на Точни. Па добро, прво голема благодарност до градоначалникот и Советот на општина Кавадарци и комплетно јавното предпријатие за јавен превоз, до менаџерот. Значи, сами видовте дека 80% од присутните патници се пензионери, со што покажува дека задоволството е преголемо и од самиот коментар на господјата што даде изјава се работи за точно и навремено одвивање на градскиот сообраќај без достоење и е услуга која е за поздрав. И е стварно едно добро за сите пензионери.